Почитувани гледачи, кулинарски ентузијасти, домаќини, домаќинки, готвачи и сите заљубеници во кулинарството, ве поздравуваме од FJ Кулинарското училиште со нова епизода на 180 степени. И денеска во студиото имаме нови надпреварувачи со нов предизвик, веќе искусни во нашата кујна, искусни со алатките. Видовме дека може и човек што не се бави професионално со оваа работа да направи супер креации. Тоа ќе го видиме и во денешната епизода, меѓутоа денешната епизода веќе некого ќе испрати и дома. Така да малку ќе се растажиме, ќе одбереме најдобро и ќе одбереме и најлошо. Судиите и ова вечер со нас во студиото, компетентни во областа, се селиме во регионот Охрид, Струга. Се уште сме во доменот на ладната кујна. Немаме нешто кое што ќе бара од вас сериозни термички подготовки, значи и даваме еден голем простор на ладната кујна. Правевме руска, правевме пинџур. Денеска дали претпоставувате што ќе правиме? Па, некој специјалитет со риба. Тресена пастрмка. И нормално, каде без охридското макало. Така да ќе ви ја кажеме малку и науката позади тоа. И сакам да искористам да ги поздравам нашите спонзори, да го поздравиме Рамстор, кој што направи емисијата да биде возможна, да ја поздравиме Халкбанка, да ја поздравиме компанијата Брасто што ни ги изработи овие прекрасни садови, тенџериња и тави. Нормално тука е Мак Петрол, Камник, Фортис, Перутнина и Витаминка. Еден голем поздрав до нашите спонзори. И доаѓа моментот да ги најавиме и судиите. Имам за вас специјално изненадување денеска и да ги најавиме вашата жири комисија. Може би се прашувате зошто сум денеска вака лежерно облечен? Па зошто би бил облечен во готварска униформа кога со мене во студиото е еден од доајените на македонското кулинарство, господинот Благоја Спировски Гадафи. Аплауз се ве молам. Човекот кој што од Бисер до Метропол, Охридската ривера му е како втор дом. Користете го, жива енциклопедија за не само за Охридски регион, него за целата македонска гастрономија. Сите ситници, детали сакам да ги кажеме околу тресената пастрмка и околу охридското макало. Дали се разбравме? И со нас во студиото денеска човекот што ќе ви помогне, што ќе ве направи супериорни, Златко Таневски. Нов ден, нов предизвик. Се чувствувам супер. Мило ми е што продолжувам со ова прекрасна емисија. За мене е предизвик тоа што сум пред камера, тоа што зборувам пред камера, што готвам во кујна, кај што има ограничено време и што има ограничен простор. Јас сакам да се распоставам така убаво на сите страни кога сум во кујна и да уживам. За мене готвењето е една хармонија. За денешниот предизвик имаме тресена пастрмка и охридско макало. Охридското макало многу едноставно: лук, сол, масло, вода и лимонов сок. Што е битно? Науката позади охридското макало. Пектинот во лукот е тој што ја врзува емулзијата. Значи, мораме да го скршиме пектинот, кој што се наоѓа во обвивката на секоја чешна лук. Ќе го скршиме со тоа што лукот ќе посолите, ќе направите онаа фаза на дисперзија што научивме со мајонезот и ќе почнете со минимално додавање на масло, се додека не се врзе емулзијата. Штом емулзијата се врзе, можете да почнете да давате и поголема количина на масло. Понатаму, внимавате емулзијата да не дојде над 50 степени, бидејќи може да ви се скрши. Вашите рачни блендери прават топлотна фрикција, која што може многу лесно емулзијата да донесе над 50 степени и да се скрши. Ради тоа, ќе внимавате на тоа, може да се додаде и мраз, може да се додаде и ладна вода, ќе внимаваме на тој момент. Идеме тресената пастрмка. Во минатото охриѓани ја правеле тресената пастрмка декември-јануар. Благоја, кога е мрестот. Ве молам сега охридската пастрмка да оставиме малку да се одмори, да се размножи рибата за следните генерации да можат да дегустираат.
Сосема одличен рецепт и производ ќе добиете и со пастрмка од рибник. Прво, во минатото охридската пастрмка се печела цела, заедно со утробата со икрата, што влијало на вкусот, а во секој случај и икрата идеално била на крајот зготвена. Значи, кај икрата сакаме да го добиеме оној ефект на експлозија во уста, значи и да има она пукање на секое зрно, да не биде преварена, бидејќи кога е преварена икрата, Благоје ќе се сложиш како викаш ти, као сачма. Као сачма. Значи не сакаме икра као сачма. Денеска сум добро расположена. Што и да ни дадат за задача ќе го прифатам, дојдени сме тука да пред се и да научиме нешто ново, да се надпреваруваме и да се дружиме. Не ми е важно дали ќе не сум толку оптоварена од тоа дали ќе поминам, дали ќе влезам во елиминациониот круг. Важно ми е да научиме нешто, ете, да другаруваме, нови пријателства и така. Тремата полека ја снемувам. Во главно сум добра. Понатаму, неизбежна компонента на охридската тресена пастрмка е кромидот. 10 до 20% кромид сосема доволно, може да биде запржен, може да биде свеж. Да не забораваме лимонов сок, може и кора од лимон да го освежи рецептот. И во некои региони, во некој, например, Радожда, ќе поздравам Трајче од Вила Радожда, става и сува пиперка. Тоа е негова, вака, да речам, печат, негов печат на тресената пастрмка. Нормално на крај Макдонос, сето тоа да се соедини во еден тип на салата и да ни го сервирате како ладна подготовка и нормално. Оценувани сте по вкусот, хигиената и вашите 35 минути. Дали сме спремни? Спремни. 35 минути почуваат сега! За разлика од првите две емисии, имам помалку трема. Секако, се надевам дека на секоја наредна, ако стигнам до некоја наредна емисија, ќе имам се помалку и помалку. Тоа ми е, мислам дека и најголем проблем. Се надевам дека ќе готвиме нешто вкусно, нешто што некојаш сум го готвел, да немам потешкоти во готвењето, но што и да се погоди, ќе се потрудам да биде најубаво сготвено и припремено. Надпреварувачи? Убаво мириса кујната? Да, мирисава. Како е, добро ли? Па не знам, прв пат правам дебија. Вајда. Се надевам дека... Малце труд повеќе ќе се исплати. Да. Како е тука? Супер. Прво се почнав со рибата, затоа што знам дека често можеме да ја зафркнем. Не сакаме коска на крај. Никако. Тука веќе имаме некои зачини екстра. Секогаш пробувајте и поподека со сол.
надевам нема да стигне до нас таму. Во овој дел може да користиш ракавице, бидејќи понатаму рибата не се обработува термички. Ајде, веднаш. Само момент да проверам. Овој може да има и некој поголемо парче од рибата, не мора да биде толку ситно. Оските. Не бидејќи и при понатамошно сервирање Ќе се уште на ситни, пајкање да. се ќе се ситни, многу е нежна. Може едно прашање, лимоновиот сок се става на крај или? Пред крај, да. Сега мора да работиш убаво дека пати пополека со масло. Уште малку навалија малку садот, навали го. А садот? Така. Уште малку ќе осети сам кога ќе згусти, кога ќе паке емулзијата. Почнуваме со елиминации. Дефинитивно сите најмногу мислиме на тоа. Постои огромен страв да не сме одма првите што ќе испаднеме. Сепак сум дојден со добра енергија, со оптимизам. Се надам дека ќе ми се погоди нешто во мој контекст или нешто што можам да сум посигурен, но и секогаш сум отворен да научам нешто ново. Тука се секогаш шефовите ни потпомогнат да ги распрашаме. Имаме одличен и тим со надпреварувачи, сите си помагаме, сите се бодриме. Тоа ми се допаѓа. Нема нервози, само како што реков, времето и елиминацијата е најголем проблем. Како иде? Па, се надеваме добро. Кожата од рибата ќе ја фрлите? Дел оставив за малце декорација. Не е лоша идеја, не е лоша идеја. Внимавај да не го загрееш многу, те молам. Внимавајте на температурата исто. Ова е добро. Што ви се допаѓа? Да. Се надам ќе нема тоски. Добро е. Само 10 минути помина, полека, фокусирајте се, без паника. Размислувајте на финалното сервирање, како ќе, дали си одбравте тањери, дали си одбравте начин на сервирање. Само без паника. Тука сме више добри полека. Ја да сум на твое место, со една рака вака блендам, со една сипам полека. Така, не мораш многу да правиш. Блендерот ја прави работа. Така. Тука сме негде. Малци сменете горе, доле, малце движења со блендерот, да се врзе емулзијата. Како иде овде? Ајде, само напред. Ова што ти ова? Рибата со зачини. Рибата со зачини? Да. Што имаш од зачини? Нане, мајчина пица, буковец. Внимај овде, гледаме на коска, внимај на тоа. Супер. Фокусирајте се. Без паника. Се осеќам, се чувствувам тремата исто како и првиот ден. Така да секој ден сум на готов да видиме што ќе се готви, што ќе се спериме и дали успешно ќе се снајдам во предизвикот. Веќе мириса одлично. На добар пат сме. Малку
горе-доле така движењата. Не брзај. Одлично изгледа. На добар пат е више. Го има патено мисланка, само да не го Само ова и- многу. Да не го стоплиш. Порека. Нека врзу во маснотијата, па ќе додаваш. Нема да го врзаш. Значи ќе го запржуваш. Да. Ако супер. И јас би го правил така. Внимај да се скрши, ако загрее, ќе се скрши. А кога почна во Охрид да се служи макалото? Чисто ме интересира вака. Кога почна О, не памтам и ја. на менија да има макало лук? Не памтам од кога се прави, да ти кажем, ја. Значи, ама и ти, уште кога си бил млад и као готвач и као дете, било на као ученик, менија, така? као ученик. А дали знаеш дека макалово фактички истото се прави во Либан и либанците го викаат тум? Да видиме, тука има добро чистење рибава, ми се свиѓа вака како е. Е, така, ма кромидот ти е На добар пат е. Крупен ти е кромидот малу. Толку добар совет од мајсторот, многу ти кажа, знаеш што треба да направиш, Радка. Не брзајте без паника, сакам да видам извонредни тањири, веќе сакам да личиме на професионалци на опа, многу добра идеја, браво. Браво, одлично. Е сега, кога бланширате, секогаш имајте си и вода со мраз. Сол, меѓутоа и мраз, за да одма го прекинете процесот да не се превари. Ете така. Супер. Да го ладиш мраз на почетокот, али и сега ќе ви додадеме мраз, одма стига мраз. Ова ќе го користиме како да сте го прашале злате нешто. Шалоти. Добро. Не е вака традиционално, Не али е традиционално, има поблаг вкус, Али има поблаг поинтензивен вкус Добро. и заради тоа шефе, што ќе кажеме за овој кромит? Љутика или како го викаат, љутиче. лутич. Лутиче. Добар, нема врска. Добар е. Ја мислам дека е добра, храбро е. На времето не го ставале, него пошто и немале. Тако. Така е. Еден кромит се ставил. Така е. Се знае. Кој еден? Така е. Се знае кај нас оној Бучински е надалеку познат, тоа е старо семе. Оној плочката исто посув. А ова сега вие помладите што го донесовте, што го везовте. Не, тој го увезе модерното време, како да Да, ти ма, кажам. човека, ставно, вие секој помладите, YouTube рецепт помладите почнува да земете генерација. еден шалот. Е сега шалотот го има кај нас, меѓутоа е сигурно 10 пати поскап од обичниот бидејќи увозен, исто и француски лук имаме сега. И тој не е исти, што викаш, не е исти шмекот, убаво кажа, лукот не е ист. Кај либанците и кај нас. Јас сакам да употребам еден џокер, да прашам. Џокер, Околу употребен. икрата. Дали треба да ставам, да додадам нешто во неа или така да ја послужам? Не, зачиниш, не е лошо. Е, така да ја зачиниш, убаво ти кажа шефот. Со лимон. Така, секоја компонента да ја зачинете, да. Јас би ја послужила овака во мали количини. најубаво, не така. Да, така мали треба да. Фала ви. Го вадам. Да. Уште 15 минути, имаме доволно време на прерувачи. Искрено, вака кој што гледам, можам да кажам дека многу креативни порции ќе имаме. Многу креативни порции. Па една од нив, можеби со Благоја, негде ќе сервираме на ваш начин. Внимавајте маслото. Внимавајте, не треба толку да чади, тоа е веќе може и да се јави горчина на тоа масло, внимавајте. Внимавајте, индукциите се јаки, веќе се навикнавте на нив. Добро. А да ги исправиш овие, вака да пробаш и така легнете опашката и ова и исправени. Главата и ова. Денеска трета емисија, нов ден, нови предизвици. Возбудена што ќе готвиме, искрено не бар да имаме некоја идеја што би готвеле да се подготвиме, вака доаѓаме неподготвени, предизвикот уште е поголем, тремата е уште поголема. До сегашните емисии видовме и колку времето значи и како се може да се постигне таа временска рамка. Мислам дека
тоа што ќе готвиме ќе може и денеска убаво да се сготви за таа временска рамка и дека ќе го завршиме предизвикот на време кога што треба. Внимавајте, икрата треба да е сготвена. Конкретно за тресената пастрмка бараме Злате така. Икра која ќе подскете и која нема да биде преварена и секако вкусна и добро зачинета. Да, вака поминам. Така да. Малце да им се обраќаме на гледачите. Добар си. Данило Макало Добар си. Значи, уште еднаш за гледачите. Охридско макало нема јајце, нема мајонез, нема маргарин. Што уште сум слушнал? Нема павлака. Злате уште нешто што сме слушнале, Благоја. Дека ставале павлака у макалото, дека ставале маргарин. Ја не сум користил такво нешто. Охридско макало е лук, чисто. сол, масло, вода, малку лимонов сок малку. Така. Тоа е тоа. Точка. Уште 10 минути, имате време, без паника, работете чисто. Рибите ви се перфектно сготвени, да задржи сочност малку тресената, да не биде пресува. Биде сочна. Сега, факт е, Благоја, дека во минатото и макалото го правеле со толчник, со аван, како се вика тоа, со аванче, рачно. Тоа било една терапија на домаќинките, ќе си почне уште од сабајле и полека си толчи, полека. Па не знаеле за блендери, не знаеле за блендери. Така времето. И јас го правил рачно. Денеска, јас мислам дека тоа би било премногу скапо. Така. Не можеме да најме човек да се исплаќа само да стиска копчена машина, камоли да ги прави макал. Нема шанса. Ние ќе поздравам и Диме, мој многу драг колега, кој што исто доаѓа од Охрид. Да речеме сигурно на ден кога е гужва, кога е сезона, по 2-3 кила макало оди, минимум. Јон ќе каже, ќе ни гостува во следната епизода, па може да и више. Така да, сега и многу има во денешно време производители кои што прават макала. Голем дел од нив се добри, сум ги пробал и само напред. Лукот нема штета од лук, најголем антиоксиданс, најголем антигаби, антивирусен, природен, да кажеме, природен производ. Така да, од лук лошо нема. Декорациите ми одат одлично. Имам искуство во тој дел, си работам нешто околу декорации, сервирањето, декорациите ми се добра страна. Јадеме со очите ние прво. Ја мислам дека имаме многу солидни креации, а? Како ти се допаѓа до сега? Не се лоши. Научиле ли нешто до сега? Голем дел дојдоа со големо знаење, реално. Све се ова кулинарски ентузијасти кои што се пријавија на огласот и се борат за награда од 1 милион денари, да не заборавам. Ја мислам дека добра сума која што може да им даде шанса да си инвестират во нешто свое. Еве, на пример, јас за Охрид би рекол дека фали едно убаво рибно ресторанче во Охрид. Ама ако немаш риба охридска, белвица и пастука, штета езерото има доста риби, ама слабо ги трошиме, скажем. Никој не троши глед, никој не троши плашица, браво, убава тема наша, никој не троши грунци, браво, убава тема наша, браво. Све сакава на пастурка, да фоли таму, браво. Зема на побрзо да му оди спремањето, да не се мачи многу. Може ли вака да кажеме, еден апел пред се до факултетот за кулинарски науки во Охрид. Да го поздравиме и нашиот колега Климент, кој што е на катедра готварство и на многу повеќе од тоа. Да ги стимулира младите готвачи да користат целиот жив свет од Охридското езеро, не само пастрмката, значи која што реално треба малку да одмориме. Не само белвицата, која што исто малку е добро да одмориме. Шеф Благоја ви апелира, имате грунец, има клен, плашица, мрена. И има доста врсти уште таму. Ја памтам, Евлија Челебија напишал дека на времето 1900 и некоја година у Охрид имало 120 врсти на риби. Јагулата,
или жив свет комплетно, сега не сум сигурен. У денешно време имаме околу 20-тина. Дали ги има и толку? Дали ги има и толку. Меѓутоа, има толку многу што да се користи од тоа езеро, да ја мислам дека стварно е греота само да се фокусираме како да не сме виделе пастрмка или белвица. Па затоа и нема сега. Да. Затоа и Опа, нема. тука имаме Радка, веќе е готова. Станицата ова, да пробаме малку само. Макалото, Не ми испадна, не испадна. ама не се откажувај. Не се откажувај. Имаш уште 5 минути. Не се откажувај. Ако вака ви се случи, макалото се скрши. Што рековме, две работи, масличното и со мајонезот. Една работа е малку вода, втора работа е да се излупи нов лук и да се почне со макалото како со зејтин, како со масло. Јас мислам дека имаш 5 минути, али ти одлучуваш. Радка, ова не е ништо императив. Ти одлучуваш. Бидејќи ако почнеш сега да готвиш, можно е да оставиш станицата нечиста. Нешто загоре, нешто ни загоре. Со времето е малце проблем, да, но гледам да е се средено. Обично сум навикнат на многу по-опуштена атмосфера, пивцето отворено, како што рекои другите, распостален насекаде, после собира и на крај, но сега мора да се пази на тоа. Дома многу убаво знае дека на почетокот не ни чистев све, ниф им остав, што беше минус, сега со ова дефинитивно и попедантен ќе станам. Така да се на се стварно многу интересно искуство. На добар пат, масло, масло, масло. Масло. Масло, масло. Луче, масло. Горе доле, масло додавај, масло. Уште 3 минути. Од денес па натаму имате овие перфектни средства за чистење од Авакс. Да ги поздравиме нашите пријатели од Авакс. Сакам на крај работните маси да сјаат, имаме специјално средство за инокс. Не заборавајте. Сервирајте. 2 минути. Сакам да видам сервирање, сите сервирање. Задоволна сум од процесот, задоволна сум од готвењето. Искрено, без его, јас сум многу задоволна затоа што јас не сум готвач, јас не готвам за фамилија, за деца, немам таков бизнис. Така да се што гледате буквално од почеток и како апсолутен почетник, лично сум задоволна дека сум искочила надвор од комфортната зона. Вкусот е добар, тоа ми исто ме радува. Треба да поработам на експериментите што ги правам, очигледно сеев не иде секаде. Така да, искрено мене, ако ме прашувате, јас сум си задоволна. Секогаш може подобро и се надевам ќе биде подобро, меѓутоа како за почетник јас сум задоволна. Традиционално пастрмката се враќала во својата кожа, значи да кажеме на тој начин се подготвувала шефе. Така, најпрво убаво да се извади нежно, да не се оштети кожата, да се извади рбето од коските и после као смеса се враќала. Тоа било ако имаш поголема кожа. Поголемо парче. Меѓутоа добар обид имаме тука од Марија, која што се обиде да ни го минутка може да соберете од тој начин. Искрено, за тоа има од мене некој поен. Значи, истражувала, тоа е многу битно. Пред се заинтересирала, видела како сервира, а и нормално главата има Стави се време да се станица да не биде толку расторено, па да мораме да ставаме и минус поени. Се слагам. И 30 секунди. Ајде, сервирајте сите, сакам да имаме на маса готов производ. Сакам да ги видам вашите тресени пастрмки, макало спремни. И одиме. Одбројуваме за кратко. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, стоп! Сите оставате како што е. Станица, производ, све. Злате, инспекција. Имаме супер креации, имаме некои што не стигнал, меѓутоа ги знам идејата на ГК сте оделе, се надам ти излечеме полука, еден голем аплауз за вас. Браво. Супер предизвик.
преарувачи, да пробаме. Марија, Радка и Јана, дали сте спремни? Спремни. Марија, повели, презентирај ни ја твојата комбинација на риба и макало. Велета. Денес правевме тресена пастрмка со макало од лук. Прв пат го правам едното и другото, никогаш не сум ги ни јадела ни едното ни другото како комбинација. Се надам дека ќе уживате во Знаеш ли вкусот. од каде доаѓа името тресена? Па, сигурно е тресел некој за да испадне од добро коските. сготвена, се фаќала за опаш, само ќе се истресе и само месото ќе падне, а рбетот и коските ќе останат. Прекрасно беше сготвена и лесно се двоеше. Ти благодарам. Денеска нов ден, нов предизвик. Готвевме риба со макало. Никогаш не сум готвела риба на тој начин, никогаш не сум го правела макалото. Макалото ќе ми биде предизвик повторно да го правам. И мислам дека на вкус рибата ептен убаво ми испадна и ќе отидам во Охрид, ќе отидам во Радожда, ќе видам како на вистина таму ја готват и да видам дали сум го погодила автентично вкусот. Радка, повели. Кратко кажење како се снајде со презентацијата. Рибата добро мислам дека добро ја исчистив од коските. Малку фокус на декорацијата. Икрата се надам дека е доволно сготвена. Макалото е малку течно. Не требаше вака да излезе, но тоа е тоа. За вкусот вие ќе кажете. Да, денес имав малку проблем со блендерот, краток беше кабелот, мора да се снаоѓам, да клекнувам малку, но можеби тоа влијаеше на структурата на макалото, не знам. Денес имавме макало за подготовка, охридско макало, кое требаше да биде малку по-густо, но ете, не излезе баш како што треба. Се снаоѓам колку што можам во ситуацијата. Не. Околу самото јадење, прв пат приготвувам пастрмка на овој начин. Мислам дека добро го исчистив рибата, што е многу важно да нема коски. Имав исто така и икра за припрема. Исто и тоа го приготвував прв пат. Малце беше... Требаше да ја обарам и таа повеќе. И се си придонесе околу оценката на судиите. Ана, изволте. Ајде, кратко објаснени. Денеска јас сум искрено задоволна како успеам да се снаоѓам во секој предизвик. Сега сум гледала тоа дека овие работи или ги немам подготвено или ги немам пробано до сега. Во пастрмката стави сеум, сунане, мајчина душица и луковец, во макалото додадов оревче, а во икрата додадов мал белови. Во текот на готвењето развивав идеи, се обидувам да сум брза и да се снаоѓам со декорација, ако тие не ми се јака страна. Така да, искрено себе сум се задоволна како под притисок се уште функционира. Ја дадов некои оценки мои, па да пробаме. Ево јас најпрво ќе пробам, ова беше на Марија. Марија, оценуваме прво, ево, тука ќе се ставиме. Ова е макалото. Ова беше Радка. Да. Еви од Радка, земи си малце прво. Радка не ја споила со кромин, не оставила сами да си ја споиме како тартар. Да, Како тартар бифтек си сакала. поради вкус, некој сака, некој не сака, затоа го Тоа одделив е така. многу фер. Не одлучуваш наместо гостинот. Така. Оставаш он да се одлучи да се направи по свој терк. Интересна презентација. Меѓутоа, пак ќе кажам, вкусот ќе каже сега. Калото. Не ме влече да го пробам.
Да пробам уште еднано. Времето не ми беше проблем. Стасав на време, има време и да ја украсам чинијата, има време и да сервирам. Некако, додека готвиме, не пазиме толку многу на времето, се фокусираме повеќе на тоа колку можеме повеќе да сготвиме, колку можеме повеќе да направиме, сето тоа да изгледа убаво во чинијата. Ама кога ќе погледнеме на часовникот дека имаме уште време, па пробуеме уште нешто. Тогаш доаѓаат нови идеи, тогаш доаѓаат нови предизвици, нешто ново да донесеш, да доловиш, нешто хубаво да биде. Ке погледнеш во часовникот и тремата тогаш расте, тремата тогаш проработува, идеите проработуваат. Мислам дека со текот на емисиите ќе се усовршувам уште повеќе. Може да одиме понатаму? Да, говорите. Ајде на кратко што ти направи да видим. Па, немам некои очекувања заради тоа што ова беше прв пат за мене, но задоволен сум со прстенката како испадна. Икрите им фалеше уште малце, но избрзав тоа беше тоа. Макалото за мене на вкус ми се допаѓа, се надам дека и вас ќе ви се допаѓа. Само што кога го пробав отпосле, приметив дека е малце посолено. Затоа додав малце водичка, изгубив на густина, но се уште е супер според мене. Тресена пастремка и охридско макало. Прв пат слушам за овој начин на припрема на пастрамката. Дефинитивно беше интересно искуство. Стресот се уште е тука. Многу подобро се снаоѓам сега со самото време, но самиот фактор дека сега веќе испаѓам и има елиминации додава стрес од друга страна. Макалото го погодив, многу сум задоволен со макалото. Единствен проблем според мене беа икрите. Прв пат ракував за икри, малце се плашев да не ги преварам, но сепак испадна дека требало малце повеќе да ги доварам. Така да, дефинитивно интересно искуство. Како што реков на почетокот, познат ми е крапот највеќе. Пастрамката сум ја готвил, сум ја јадал, но не на овој начин. Ово е дефинитивно нов начин и дефинитивно ќе го практикувам понатаму. Ајде, Магдалена. Повелете. Збор 2. Збор 2. Многу сум среќна како ми испадна макалото, иако малце од лукот е по-луто. Меѓутоа ја добив таа структура мајонезна, како макало. Понатаму, наместо кромит, користев лутиче или шалот за да добијам малце блажина на рибата. Сакав да направам и чипс од сува пиперка, меѓутоа малце ми изгоре и така, па нешто се потрудив. Секоја што е чипс од сува пиперка е буквално 5 секунди, па може и помалку. Среќна сум, денеска сум многу опуштена и се радувам што научив еден нов македонски традиционален рецепт. Никогаш не сум пробала до сега за тресена пастрамка, не сум слушнала, ниту сум пробала. Беше интересно, беше предизвик да се направи макалото, е специфично, треба многу внимание, многу пробување. Денеска замолувам кој се движи до мене, нека биде да 2 метра подалеку од мене, за да не дојде до... Значи, многу лук изедов. И Данило, повели? Повелете. Вака, макалото, иако прв пат го правам, сум презадоволен како изгледа и на вкус, со тоа што може да биде подобро ако се користи под друг тип на лук. За тресената пастрамка сум задоволен, но не сум сигурен дали е изчистена добро. Иако исто прв пат го правам и икрата, но ќе
пробате и ќе видите самите. Дали планираше да го направиш ова што го направи Златен на Да, место планирав, да. Океј, следен пат не заборави, доколку имате нешто што би одело заедно со сервирањето, као интеракција со нас, спремете си го однапред, дали било тоа бибер, сос да се истори за време на сервирање? Па ја би можел и подобро. Од моја гледна точка не сум баш задоволен како функционирам под притисок. И како тоа времето брзо поминува додека готвиме. Да пробаме. Шефе, да пробаме. Мене на Магдалена пастрмкава искрено ми делува сериозно. Само немала потреба да ја покрива као виетнамски бункер со ова, да се види макалото, али се останато ова нека оди во аут, е тука ставиме. Јас малце земам. Макало е одлично, што вика текстура на мајонез е добиена. Довели? Ајде. Злате. Мислам дека Мартин исто направил солидно макало, меѓутоа кој ќе видиш е некако премногу со ова би било макало за 10 луѓе, али у секој случај ми се свиѓа сервирање што ја искористил и кожата. Оп, една коска. Довели? Ајде шефе, довели. Данил Мартин. Мартин, макалото не отвори. Од макалото сум многу задоволна како ми излезе. Навистина прв пат правам макало и ја добив таа мајонезна структура која што требаше да ја добијам. Понатаму се надевам и дома ќе продолжам да го правам бидејќи многу го сакам макалото. Имавме интересен предизвик. Имавме голем експерт како ваш помошник и советник и судија. Чест ни беше што судевме покрај тебе, шефе. Ти благодарам за учеството. Надпреварувачи, имате супер порции. Искрено, многу ме инспирираше тоа што голем дел од вас успеа и да го направат макалото како што изгледа, како што тоа се прави професионално. Имаше една за мене капитална грешка. Ни дадовте жива икра, која што не беше нити со сол третирана. Значи ни дадовте нешто што е потенцијален хазард, што можеше сериозно да ни наштети. Ако се водиме според тоа, сите би требало да сте дисквалификувани за овој денешен предизвик, меѓутоа имаше многу други компоненти по кои што ве оценувавме. Видовме многу креативни презентации, видовме супер сервирање. Злате, ти нешто да додадеш? Икрата на сите пресуди. Тоа е едногласно. Овој пат ќе се водиме повеќе по другата компонента на тањерот или макалото. Кај кој беше добро врзано, кај кој беше лошо направено, воопшто не беше врзано. Според мене тоа најмногу ќе одлучува. Криво ми е стварно за икрите, но сепак прв пат правев нешто вакво, задоволен сум и се надевам дека во следниви епизоди ќе ми се погоди нешто во мој во мој склоп, нешто што сум многу по-сигурен и по-опуштен да го правам. Шефе, нешто да кажеш? Кажа на све, нема никакви... Во пастрмка тресена,
Би го одобрил? За вас и зависи од вкусот, дали може да се разрази со нешто, да рече, кога се додаде мало. Ама јас би рекол изворно во пастрмка тресена сем не се става. Во овој случај не би требало да има, потоа ова иде надпревар ипак некој. А експерименти некоја се прават за проба, можело би да се додаде да се види дали оди или не оди. Одговара не. Добро. Јас би рекол уште нешто. Значи би додал дека некои од вас беа најдобри, некои од вас беа најмалку добри. Не значи тоа дека сакам да ве видам разочарани, меѓутоа ова е сепак надпревар во кој што некој мора да победи. Прво ќе ги поканам Магдалена, Данило, Радка и Ана. Те молам пристапете. Марија и Мартин, слободни сте, може да си ги расчистите страниците. Почуваме од вас двајца. Магдалена, Данило, да дадеме приоритет на дамата. Магдалена повели неколку зборови како си задоволна од денешниот предизвик. Денеска подготвувавме, како што знаат сите, тресена пастрмка, за прв пат ја приготвувам, исто така охридско макало, фан сум на лук, мислам, дефинитивно го обожавам охридското макало, меѓутоа прв пат го приготвувам. Задоволна сум, испана таа мајонезна структура, значи, убаво цврсто си стоеше мајонезот, малце налутнуваше сега, тоа е до лукот, претпоставувам. Во однос на пастрмката, прв приготвувам икра. Сега се трудев да ја направам како што треба, меѓутоа понатаму. Кај икрата сите имавте, како да кажам, дисквалификација. Меѓутоа одлучи тимот дека нема да го земеме тоа како нешто примарно. Меѓутоа за икрата неколку зборови, доколку послужите жива икра, мора истата да биде третирана со сол. И тоа сериозно да солта фактички на некој начин микробиолошки да ја сготви, да ја исчисти икрата. Во овој случај ве насочив дека икрата која ќе биде варена ќе смени боја. Така да сите ни послуживте жива икра, што е хазард. Шефот уште ми изгледа добар, така да се не надевам дека ќе преживееме. Така да за тој момент останува сите имате еден малце негативен, да речам, поен. Меѓутоа имаш и многу други компоненти по кои што вреди да бидете оценувани, вреди овој предизвик да го прогласиме за успешен. Кујната е мојата природна средина. Таму се чувствувам најопуштено. Тука со камери и со притисок заради времето не сум толку опуштена, меѓутоа сум колку што можам. И давам некаков резултат сега. Со судиите одлучуваат дали е добар или не. Данило? Па јас сум задоволен највише од макалото. Иако изгубив 20 на минути само на макалото, сум задоволен и од структурата и од вкусот. Икрата колку што можев ја третирав, ама не ја смени бојата, односно ја варев можеби помалку од 1 минута и ја ставив во солена вода. Во претходен раствор. Ја пробав, пукаше уста, ама... Да. Се слагам со тебе. Секогаш е подобро да речеме, да послужиме икра што е на кај жива страна, него ли икра што е преварена. Така е. Како рече шефот? Сачма. Во секој случај, се на се, зборувам со најдобрите двајца во денешниот предизвик. Голем аплауз за вас и само продолжете така. Најтешкиот дел ми е секако времето. Изгубив доста време на макалото, но сум задоволен како испадна и вкусот и текстурата. Околу тресената риба исто прв пат се соочувам, прв пат готвам тресена риба. Пастрмка сум правел во Рерна, но ваков тип, како што е тресената риба прв пат, сум задоволен. Од икрата, иако прв пат готвам, не знам што да коментирам. Мене лично на вкус ми беше, ја пошто сакам и такви живи работи, ми беше вкусна, но нели нормално судиите си го прават своите, они се професионалци, али се на се сум презадоволен како испадна ден. Кратка Ана, останува јас да ви соопштам каде погрешивте. Се надевам и знаете и сами, кај Радка беше пресудно макалото, кај Ана сем во рибата, се надевам шефот ќе се сложи со тоа. Морам да ви кажам,
Радка, Ана, одите во елиминационата епизода. Ќе се надпреварувате по нешто што ќе остане мистерија се до денот на подготовка. Сакам да ви кажам и понатаму дека не треба да губите мотив. Сакам да ве видам мотивирани во елиминационата епизода, сепак некој мора да го напушти шоуто. Јасно. Овој пат сме ние. Овој пат сте вие две. Па, не сум нешто разочарана, тоа е тоа. Имаше подобри од мене, подобри кандидати. Ако смеам да кажам, јас сум јарец во хороскоп, јас не се откажувам, така да ова само може да ми даде мотивација да бидам подобра, да бидам пофокусирана, да намалам паника и тензија и да се фокусирам на меракот, затоа што мислам дека тоа е подобра состојка него лесенфот. Па благо е, јас ти се заблагодарам од името на целиот тим на FJ Кулинарска школа. Уживавме со тебе. Се надевам и у некој од следните епизоди ќе те видиме како судија. Ја и ти да си го допиеме со виньонот, додека е ладен, а ќе му оставиме на Злате да ни одјави за денеска емисијата. Така да, Злате. На мене останува да одјавам емисијата само, да ви се заблагодарам за досега. Ве чекаме повторно, нова емисија, нови надпреварувачи, повторно макало, повторно тресена паструнка. Поздрав!